Добар ден, гледате Аргумент, добар ден и за мојот гостин, амбасадорот Нано Ружин, поранешен амбасадор во НАТО. Што е важно за ова интервју, оваа емисија, ќе говориме подоцна за Гренланд и за НАТО земјите како би реагирале доколку Америка, односно Трамп, реши да направи агресија врз Гренланд. Но тоа подоцна најде со најновите вести. Царините. Трамп најави наметнување на царини од плюс 25% за сите земји кои имаат бизнис со Иран. Тоа вклучува и Кина. Сега во моментов Кина има 20%, тоа би значило дека би имала 45% нови царини, доколку не се откаже од бизнисот со Иран. Така живееме во едно многу напнато време. Она еврејска поговорка. Да. Најдобро е да не се живее во три димензии се битни. Интересни времења. Три димензии се битни во мој миг, три билјакол дилеми, кои што можеме да ги разгледуваме и од почеток и од инверзија. Прво, дали тоа Америка се враќа на голема врата во меѓународните односи, бидејќи се сметаше дека таа некако се повлекуваше, дека е набрзо и се предвидуваше некој извесен крај, сличен на империјата на Римското царство. Империја, дека... Втората дилема е дали меѓународниот светски поред и пред се меѓународното јавно право е загрозено. Како вели Трамп, нема меѓународно право. И трето, ова што го покажавте на почетокот, дали светот се дели на зони, во кои што во едната зона ќе раководат Соединетите американски држави, а во другата зона Кина. Сиот свет. Не, прво е целиот свет. Кина е... Добро, главниот непријател, ривал е Кина. Како да го протолкуваме овој потек на Трамп кон сите оние што ќе тргуваат со Иран? Да. Пред се да не забораваме дека Кина исто така како резултат на интервенцијата на Соединетите американски држави во Венецуела воспостави одредени форми на, би рекол, тиха економска војна, односно настојуваше и се уште настојува, ама буквално истиот ден, бидејќи според некои информации Кси Џипинг веќе во 9:15 часот одржал состанок од 120 минути, така барвелат странските медиуми, од каде не произлегло никакво јавно официјално известување, меѓутоа на теренот се случија неколку работи. Прво, на државите Сега говориме за Венецуела. Да, за Венецуела, меѓутоа има рефлекс кон ова. Им забрани, односно сите оние кои што ја признаваат, кои што нема да ја признаваат новата влада на Венецуела, односно го признаваат се уште Мадуро, меѓу кои и Србија, им овозможува да работат преку неговиот кинеската алтернатива на Свифтот. Тоа значи каде што американците раководат со благодарение на доларското важење. Втора работа, толку Кина беше погодена со ова, бидејќи практично кинезите губат околу 100 милиарди долари, а до 2030 се рачунаше да бидат 150 милиарди инвестиции, помош остварили дадено како инвестиција на државата која представуваше мост кон Латинска Америка, бидејќи Кина се имплантира насекаде. Им забранија на нивните бродови, уште истиот момент, да влегуваат во американските пристаништа, што доведе до пад на 30% од, би рекол, бродарината во сите големи американски пристаништа, така што создадо една вид антиамериканска коалиција, што има економски последици, најавија продажба на американските облигациони, овие што се во вид на пари, дедоларизација
и така натаму, така што Трамп, воден од сето тоа што се случува на теренот, се зборува за околу 700 жртви во Иран, на известен начин прво рече дека ќе интервенира, но истовремено на државите кои што ќе работат со Иран ќе им наметне 25% царинско зголемување. Сето тоа е пак еден вид војна против Кина, бидејќи Кина во овој случај практично на економски план ќе чини многу загубата на Венецуела, но од друга страна Соединетите Американски држави водени од старата доктрина на Монро, која што важи и за Гренланд. Разбирате, бидејќи Гренланд геополитички е поблиску до Северна Америка отколку до Европа. Значи, водено таа теза дека со западната хемисфера мора да владеат Соединетите Американски држави, бидејќи тоа е нивната безбедносна димензија. Тоа се аргументите на Трамп за Гренланд, конечно. Тој всушност наметнува многу, како што истакавте во говорот, многу дилеми и прашања што ќе се случи со Гренланд, како ќе реагира Европската унија, како ќе реагира НАТО. Сега во Иран најизолираните, најосамените луѓе се иранците, заради тоа што сите можни комуникацијски врски се прекинати, практично се изолирани, самата земја е изолирана. И што очекувате? Ќе има ли напад? Заради тоа што еднаш беше веќе нападнат Иран од Америка, но сега Трамп изгледа дека сепак се повлекува. Значи, бидејќи тоа не е моја знаење, ексклузивна вест, меѓутоа, од тоа што следам на дворешно-политички дебати од странски медиуми, во рамките на белата куќа, значи на екипата на Трамп, постои поделба, едни се за интервенција, други се да се остави повеќе по дипломатски пат да се реши прашањето и како според некои информации лидерот на Иран всушност е во постојан контакт со американската администрација. Дали ќе дојде до голема пресврт, дали ќе дојде до ескалација, се уште ништо не се знае. Кај Трамп ништо никогаш не се знае. Меѓутоа, Трамп сака се наметнува прво реч неговиот мага формула, нели? Make America Great Again. Всушност настојува да ги сруши диктаторските режими кои што се оценити како оска на злото и кои што соработуваат пред се тоа диктатори, кои што соработуваат со Русија и со Кина. Но, од друга страна, има и пријателски држави, каде што има диктатори, меѓутоа тој нив не ги руши. Но видовме дека неговата методологија е што помалку жртви, иако во Венецуела загинаа пред се луѓето од обезбедувањето, се зборува за 100 жртви, но што помалку жртви кај американците. Тој самиот повторува, нема да дозволам американски војници да се враќаат во ковчези. И така што на вистина до сега е успешен. Од друга страна, кинеската активност на овој план е да тие се софистицирани и насочени на економските проблеми и врски и прашања и воопшто не одат на некој судир, на некоја војна и така натаму, иако проблемот со Гренланд некако и пред се со Венецуела некако ги подсети дека сепак и тие имаат собствена Венецуела, а тоа е Тајван. Тајван, може би бил следниот. Но, извинете, завршете. Не, говорете. Значи, тоа се две најголеми сили во светот. Русија не е голема сила како овие две. Русија е сконцентрирана на регионалниот терен, значи во тој геостратешки, геополитички простор со Украина и
таа настојува да дојде до границите на Донбас, нели, каде што се претпоставува дека тука би престанала војната, но после тоа се отвара прашањето околу гаранциите, безбедносните гаранции на Украина, односно безбедносните гаранции на Америка и така натаму. И тука исто така работата многу сложена, бидејќи во Европа сега не во мода, меѓутоа во тек е она што во времето на поранешна Југославија, како на вид слоган беше: ако сакате мир, подготвувате се за војна. Си вис пацем парабелум. Значи, ако сакате војна, ако сакате мир, подготвувате се за војна. И тоа е Тито, всушност. Јосип Брос самиот е познат по тоа што на времето истакнуваше: се подготвуваме дека ќе живееме 100 години во мир, но исто како да има утре додека избавне некоја војна која што исто така мора да бидеме подготвени во тој контекст. Она што е битно е што во Европа овој дух на перманентна подготовка за некоја војна е присутен, и тоа... Но европјаните се прилично анестезирани долго време. Меѓутоа ги следам дебатите, меѓу нив, например, сите тројца големи лидери на Франција, на Велика Британија и на Германија, на различни начини, во разни, па дури и Руте, генералниот секретар на НАТО, изјавија дека можеби ќе имаме војна слична на онаа која што доживеале нашите баби, дедовци, татковци и така натаму. Одамна се подготвува, па дури се подготвува специјален воен батаљон кој што ќе се испрати таму и така натаму, па има реакции зашто ние, што ние нас Украина, и тие велат дека мирот во Европа се брани во Украина. Така што светот влегува во една... И демократијата и мирот. И светот влегува во една многу, би рекол, нестабилна, опазна зона, која што може да произведе одредени, како да ви кажам, одредени случајни судири, но општа е констатацијата дека не може да дојде до нуклеарна војна, бидејќи механизмот на контролата меѓу големите сили кои што поседуваат нуклеарен арсенал сепак функционира. Да. Ајде околу Гренланд. Да. Тоа е клучната теза, всушност, дека би било навистина опасно и би молчеле конечно, тоа се претпоставките. НАТО земјите би молчеле ако биде нападнат Гренланд. Прво, Гренланд е, би рекол, најстарата американска љубов кон Европа. 1823 година. Па и таму имаат најголема база, конечно. Монро изјавува, но единствена, имаа 17. Значи, Монро, Джеймс Монро, поранешен председател, таму 1823 и така натаму, прв изјавува дека, и тоа што го постојано го цитира Трамп, неговиот спиритус мовенс, вели дека Гренланд е дел од безбедносната зона на Америка и дека треба да ја припаѓа на Америка. И всушност географски гледано, многу е поблиску. Северна Америка, првиот остров од Канада, 23 километра има. Додека од Гренланд до Исланд, првата земја европска е 320 километри. Значи, од географска гледна точка, логиката вели дека треба да припаѓа на Америка. Но така не функционира светот. Во 1867 година овој сон за Гренланд повторно е запален, бидејќи американците нудат некои 5 милиони долари, за да го откупат. Тоа е одбиено. 1945 година, 1945 Бирнс, државен секретар, им нуди тогаш исто така една огромна сума на пари, кај што повторно е одбиено, но 1939 се случил еден преседан, а тоа е во опасноста да не го завземат нацистите Гренланд,
амбасадорот на Данска во Америка им предлага на американците да инсталираат војна база. И тука инсталираат, и од тогаш американците се присутни, и Трамп мисли вечно ќе бидат присутни. За време на студената војна да потпишан договор 1951 за проширување на слободата, на действување на американците, не само да ви докажам. Сега, и што се случува? Има многу земји на наоружени кои треба да бидат разгледани. Ще една мисија ќе направите. Ова е многу битно да ви кажам. Добра. И што се случува? Американците се инсталираат и ја прават 17 бази, во меѓувреме тие се сведуваат на една база, Туле, која е всушност центар за истражување на вселенски настани, ракети и така натаму, еден вид као одговор на руското, тогашно советско, сега руско влијание и кинеско влијание. Сега. Да. Што сака Трамп? Во 2019 тој рече, јас сакам да го купам Гренланд. Да, тоа е стара негова изјава. Сега, по Венецуела, веројатно во еден вид на еуфорија и така натаму, од еден брод каде што се бил со новинарите, истакнува, ние Гренланд ќе го добиеме. Дали со пари, односно луѓе, $1,000,000 на секој од 57.000 иначе жители. Не, од 10.000, вистите се од 10.000 до 100.000 сега е долари. Милион. Имате друга информација, добро? И втора работа во спротивно, ќе направиме анексија. А иначе Гренланд, знаете колку е? 2,2 милиони квадрати. Тоа ти е како една петина од Америка. Или како половина територија на Европската Унија. Меѓутоа со 57.000. Зошто тој сака да го приграби, да го земе Гренланд? Прво, затоа што има стратешка позиција, супер стратешка позиција во Арктикот, тука може да и конкурира на Русија и на Кина. Ќе се во случај да се се затоплува снегот, ќе се смали водениот пат од 1 месец на 15 дена патување од Европа до Шангај. Да. Второ, Гренланд е пред се многу богат со нафта, baby drill, познатата изрека на Трамп, Буши, драга Буши, односно зимај нафта, експлотира нафта. Венецуела е најдобар пример за тоа. И исто така, што е многу битно, е дека Гренланд има 34 милиони тони на ретки земјни метали или земји како елементи, од кои што се добива најсовремените оружја, радари, авиони и така натаму и така натаму. И сите тие елементи се премногу привлечни за меркантилистот. Да. Трговецот кој што само сака да зема пари, и тоа се додатни елементи кои што уште повеќе го привлекуваат. Што ако анектира? Има не, дали прашањето е нешто дали ќе дозволи НАТО тоа да се случи? А кој е НАТО? НАТО е Америка. Прво, велите дека ќе молчат? Тоа е моето прашање. Прво е Европска унија. 5 европски држави најголеми од Европската унија, вклучувајќи ја и Велика Британија, и рекоа дека тоа не смее да се дозволи. Впрочем, Европската унија во договорот од Лисабон 42,7 членот вели е ист како членот 5 од Северноатлантскиот договор. Забранењето на ако една држава биде нападна, ние сите. Од друга страна, самиот премиер Нилсен на Гренланд вели ние ќе се бориме. Фредериксон, кој што е, иначе Гренланд има... Знаете што вели Трамп? Со 2 санки или ќе се борат? Не, знаете што рече? И со едно куче. Знаете, вика Данска како е зголеми безбедноста на Гренланд. Им даде, вика, санки со кучиња да се борат. Но она што е многу битно и што денеска е смешно, самите гренланджани видете, тој во Венецуела го осуди Мадуро дека шверцувал дрога. Да. Белки нас нема да не осуди дека шверцуваме масло од пингвини. Мислам, тоа е како шега, бидејќи ние со такви работи не се занимаваме. Но како и да е,
самиот Трамп мислам дека постои можност. А што ќе направат? Прашањето клучно. Ќе молчат останатите земји од НАТО? Ќе молчат, можеби. Сега има посебна вест од вчера баш, дека алијансата, државите, кои што се од алијансата европски, мораме да завршиме. Ќе испратат војни сили таму, како не вид застрашување, предупредување. Но сите се смеат, бидејќи ако дојде до судир, тоа ќе биде крај на НАТО. Значи, НАТО ќе исчезне, бидејќи државата која најмногу дава пари, која има најмногу оружје и така на дел од НАТО, практично би нападнала друга држава членка на НАТО. И затоа се принудени да молчат. Да, така. На крај сме благодарам што бевте гостин на Оружје. Благодарам и до вас. Благодарам што не гледавте, пријатно.